Civil Media. Zadržaната длъжност и представник на граѓанското општество да говори денеска овде од една позиција која се однесува на човековите права и слободи и од една позиција на граѓанскиот активизам. Јас доаѓам од Цивил, Организацијата човекови права и слободи, формирана 1999 година. Не сум правен експерт, но ќе го искористам моето широко познавање и искуство во доменот на човековите права, за да изразам поддршката кон процесот на правосудните реформи и кон донесување на закона за јавно обвинителство од позиција на граѓани пред се и од позиција на активист за човекови права. Ја представувам оваа организација што брои повеќе стотици членови и поддржувачи низ целата земја, но ќе се опитам да ги артикулирам очекувањата и барањата исто така и на јавници, граѓанки и граѓани со кои нашата организација во секојдневен контакт. Пред се сметаме дека овој закон е извонреден во комуникација со правните експерти кои се дел од нашите експертни бордови. И исто така сметаме дека тој пружа многу сериозна поддршка на тоа што значи владење на правото во нашата земја. Јас би сакал од мој аспект, со моето искуство да поминам низ содржината на нашите сознанија од теренот, на нашите сознанија од комуникација и консултација со експерти. Исто така. Затоа би сакал да изразам и една благодарност, исто така да ви кажам дека имам и честа и задачата денеска да пренесам дека македонската јавност, македонските граѓанки и граѓани, сите практично гледаат во овој дом со очекување тој да го донесе овој закон важен за европската иднина на земјата. Веруваме дека на тој начин ќе се обезбедат услови за владење на правото, кое е поважно од се во овој момент и воопшто за функционирањето на една држава и општество, поважно и од изборите како што слушнавме вчера. Имам задача исто така да ви пренесам дека веќе предолго чекаме правда. Бараме криминалците да се соочат со полната сила на законот. И знаеме исто така, ова се сознанијата, дека во преговорите од едната страна постојано се пласира идејата за амнестирање, за амнестија со која ќе се прекине гонењето со предметите кои почнаа во СЈО. Се друго се изговори според нас, многу добро знаеме каде води сето тоа. И знаеме која страна е во преговорите. Исто така, неприфатливо е професори по право да повикуваат на кршење на Уставот на Република Северна Македонија. Неприфатлив е срамниот пад на најповиканите да го бранат правото, а да бидат токму оние кои тоа право го газат. Какво наследство ќе им остават на младите генерации со тоа што го критикуваат овој закон само со националистички флоскули и со негирање на името на државата во која имаат сериозни и одговорни функции како професори, експерти, научници и така натаму. Неприфатливо е да гледаме како политичари и пратеници во овој дом се однесуваат незрело и насилнички. Знаеме дека во текот на преговорите меѓу најголемите партии, лидерот на СДСМ, Зоран Заев, им предложил на ВМРО-ДПМНЕ формирање на ново обвинителство кое ќе ги гони евентуалните криминали и на оваа влада. Но преговарачите од опозицијската партија цврсто се држеа до своите барања за амнестија. И тоа го знаеме. Ним им е побитно да се прекинат старите предмети, отколку да се овозможи евентуалното отворање на предмети за оваа влада. Нивна цел беше и остана вештачкото прекинување на мандатите на јавните обвинители Русковска и Јовески. Сето тоа е познато. ВМРО-ДПМНЕ според нас бара уништување на бомбите, и тоа е општо познато во јавноста, уништување на бомбите и материјалите со законски одредби, и тоа барање е се уште на маса колку што сме информирани.
Тоа е неприфатливо барање. Тоа не може да се дозволи да се случи во овој процес. Нема правда после тоа. И заради тоа комплименти кон истрајноста која еве веќе година дена трае од предлагачот на овој закон. Дами и господа, целиот свет, цела Европа ни испрати порака, јасна, гласна, недвосмислена. Носењето на овој закон за јавно обвинителство е тест. Тест и за патриотизам, и за државништво. Пред пратеничките и пратениците во овој законодавен дом се наоѓа изборот. Дали ќе ги поддржат интересите на македонската држава или ќе ги бранат интересите на криминалците. Тоа е толку едноставно што нема потреба човек да биде ни експерт за ова. Значи, дали ќе бидат патриоти или ќе бидат квази патриоти. Ако не го донесете овој закон, овој состав на парламентот, за жал, ќе биде запаметен само по крвавиот напад на 27. април 2017 година. Нема да го заборавиме тоа како јавност и како граѓани. И ви порачувам дека не треба да го заборави, да го дозволите тоа, како пратенички и пратеници. На крајот, сватете ме како сакате, но јас сум тука исто така да ви известам уште една работа. Дами и господа, надвор од оваа зграда расте гневот и разочарувањето што оние кои ја заробија државата се уште се на слобода. Ако повторно излеземе на улица, нема да си одиме дома додека не видиме правда. Како сакате, сватете ме. Ако го донесете овој закон, и ве молиме да го донесете овој закон, во меѓувреме се разбира, можете да ги контактирате најдобрите адвокати што може да си ги дозволите. Се разбира, ова се однесува на оние кои се во предметите на съдот. Ви благодарам многу. Цивил медија.